Околу 40% реализација на програмите за уредување на градежно земјиште, изградба на комунална инфраструктура и реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во 2025 година, покажува извештајот што беше презентиран на вчерашната седница на Советот од страна на Момчило Јовановски од секторот за комунални работи. Тој најави дека најмногу за 2 седмици ќе започнат подготовки за поставување на атмосферска канализација на Моша Пијаде, пошто ќе следува и целосна реконструкција на улицата. Реализација на програмата е 41 или 2%. Тоа се должи најповеќе на неколку сегменти. Имаше два повика од владата, имаше прв и втор унгарски кредит. Првиот е реализиран, би сакал да кажам, атмосферска канализација на улица Бајрам Шабани и гасификација на дел во село Добрашане, додека индустријска зона како поголема финансиски средства кои се потребни се работи веќе втора година и сега малку активности се позабрзани. И затоа реализацијата е малку помала во однос на предвиденото. И само би кажал кратко, ова година веќе почнеме поинтензивно да работиме согласно програмата, односно унгарскиот кредит. Веќе се направи неколку сообраќајници и се продолжуваат со активности. Во извештајот ќе приметите дека од страна на општина Куманово беше распишана тендерска постапка за реконструкција на водоводна мрежа на улица Моша Пијаде. Тоа е потегот од Пијано Пресиш до УЈП. Истата е завршена, додека владата има склучено договор за изградба на атмосферска канализација и реконструкција на сообраќајница. Се мисли на потегот од кружниот ток од булеварот до УЈП. Фирма која има изберено владата како и надзорниот орган, тоа се е од страна на влада на Република Македонија, Северна Македонија. Тоа е преку Светска банка. Се очекуваме за недела до 2 да дојде изведувач. Имаме неколку состаноци со Стентон градба во овој случај и се надеваме за недела до 2 да почнеме со реконструкција, прво со атмосферска канализација, значи поединачно, и најверојатно ќе одеме од булеварот кон центарот. Бидејќи така е потребно да се направи прва атмосферска канализација, па да се почне со реконструкција на улица. Мислам дека за недела до 2 веќе временските услови се подобри и ќе мора да се отпочне со работа.